Во музеот на град Скопје вечерва се отвора изложбата Улица Македонија на Христина Стојчевска. Проектот во музеот на град Скопје се реализира по повод наградата Борко Лазарски, која авторката ја доби во 2012 година. Ова е првата вест за денеска, останатите ги гледаме во продолжение. Започнаа градежните работи за водоводната мрежа во Стајковци. Се одржува 8-та традиционална ликовна колонија Виниче 2013. Ученици од Катланово во посета на општина Петровец. Градоначалникот Митровски им додели нови тресови на женскиот фудбалски клуб Единство Ѓорче Петров. Во населеното место Стајковци започна реконструкцијата на водоводната мрежа. Целта на овој градежен зафат е да се изврши целосна замена на старите и дотрајани водоводни цевки со нови полиетиленски. Реконструкцијата на мрежата е плод на добрата соработка на градот Скопје и општина Газибаба. Андријана Димитриевска. Денеска започнаа градежните работи на реконструкцијата на водоводната мрежа во село Стајковци. Целта на овој градежен зафат е да се изврши целосна замена на старите и дотраени водоводни цевки со нови полиетиленски. Инаку водоводната мрежа во селото е со должина од 6500 метри, од која 5000 метри се секундарна мрежа, а 1500 се приклучоци. Реконструкцијата на мрежата е плод на добрата соработка на градот Скопје и општина Газибаба, а според договорот за нејзина реализација се планирани околу 18 милиони денари, од кои 15 милиони од јавното предпријатие Водовод и канализација и 3 милиони од буџетот на општина Газибаба. Со решавањето на оваа секундарна мрежа, на јавното предпријатие Водовод и канализација и општина Газибаба, до некаде ќе се создадат предуслови за квалитетно снабдување со вода. Останува проектот кој што го има градот Скопје, кој што го најавивме ние и кој што ќе биде дел од нашите активности во овие следни 4 години, а тоа е подобрувањето на водоснабдувањето на целиот овој регион, во смисол се мисли на Ченто, на Стајковци, на Сингилич и на Инџиково, бидејќи градот Скопје треба да направи еден цевковод кој што ќе оди од втората капија на влезот од кај Бутел, па се до раскрсницата во автокоманда и од агросервис, па се до новите до резервоари, до постојните резервоари на населба Ченто и изградба на нови резервоари. Рокот за изведба на градежните работи е 6 месеци. Инаку, откако ќе се реализира проектот, ќе се решат долгогодишните проблеми на жителите на село Стајковци, односно ќе се спречат дефектите кои што настануваа поради пукање на старите цевки. Овие жители досега примаа вода, водоснабдувањето доаѓаше низ многу стара инсталација, која што во текот на одржувањето на вистина водот и канализација имаше голем проблем, постојано цевките беа во дефект и постојано се работеше на терен. Втора година поред во Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин се организира манифестацијата Денови на електроника. Манифестацијата трае 3 дена, а се однесува на ученици од 8 оделение од основните училишта на град Скопје. Станува збор за тестирање по наставниот предмет физика за 8 оделение, и тоа делот кој се однесува на областа електротехника. Секој наставник ментор по физика пријавува екипа од 3 ученици. Првите 3 училишта кои ќе освојат најмногу бодови на тестот се надпреваруваат на квиз надпревар каде се прогласува победникот на манифестацијата. Денеска манифестацијата беше отворена со пригодни говори и надпревар по физика. Во текот на вториот ден учениците и наставниците одат на еднодневна екскурзија со цел посета на хидроелектрична централа, а третиот ден е финалниот квиз надпревар, прогласување победници, доделување сертификати за сите учесници и затворање на манифестацијата. Покрај промоција на училиштето, целта на оваа манифестација е создавање атмосфера на дружење, надпреварувачки дух и развивање љубов кон техничките науки кај учениците. Во овие 3 последователни дена ќе имаме можност да се дружиме со осмоделенците од основните училишта на град Скопје. Имено организацијата на надпреварот предвидува учество или можност за учество на секое училиште од општините на град Скопје со екипа од 3 ученика кои се добри ученици или имаат добри резултати или поточно се љубеници во природните науки, односно физикат. Денеска имавме задоволство да поздравиме 195 учесници на овие надпревари и
54 ментори на овие ученици, што не прави особено задоволни и што гарантираат успешност на оваа манифестација. Започна ликовната културна манифестација Виниче 2013, на која учествуваат најдобрите ученици од ликовните секции на основните училишта од општина Газибаба. Настанот се одржа во манастирскиот комплекс Свети Илија во населеното место Виниче, а манифестацијата беше збогатена со културно-забавна програма во изведба на учениците од основното училиште Наум Охридски. Томислав Атанасовски. Во манастирскиот комплекс Свети Илија во населеното место Виниче по 8 пат традиционално се одржува ликовната културна манифестација Виниче 2013. На оваа ликовна манифестација земаат активно учество ученици од сите основни училишта од општина Газибаба кои се најдобри членови на ликовните секции. Во селото Виниче организираме културната манифестација, ликовната колонија, пропратена со останати забавни содржини. Овдека вкупно денеска се присутни ученици од 11 училишта, околу 150 ученици. Половина од нив се вклучени во ликовната колонија, а останата половина се во другите, како што напоменав, забавни содржини, културно-забавни точки. Ова е традиција која што и во наредниот период ќе ја продолжиме. Прво да овозможиме едно другарување меѓу сите наши училишта на едно место, да се прошири тоа меѓусебното другарување, а второ да дадеме поттик на сите оние наши таленти кои што се во делот на уметноста, кои што имаат дарба за цртање, да искажат својот талент, а во размислување општина Газибаба е воиднина и да обезбеди простор, една галерија каде што и овие слики ќе бидат изложени, ќе може секој граѓанин да ги посети. Манифестацијата беше збогатена со културно-забавна програма на која настапија хорот, ритмичката секција, мандолинскиот оркестар, литературното читање и столу изведба на хармоника на ученици од основното училиште Наум Охридски. Манифестацијата ја отвори градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски, кој по изборот на најдобрите ликовни дела ќе ги додели наградите следната работна недела. Средствата предвидени за реализација на културната ликовна манифестација Виниче 2013 изнесуваат 80.000 денари од програмата за културни манифестации во училиштата на подрачјето на општина Газибаба за 2013 година. Во четврток на 23 мај пред седиштето на општина Аеродром во текот на работното време управата за јавни приходи ќе постави мобилен даночен шалтер, преку кој даночните услуги ќе може да се доближат до даночните обврзници. Преку опремено комбе како даночна мобилна канцеларија, граѓаните и фирмите ќе имаат можност да ги добијат сите даночни услуги и информации, да ги достават сите видови даночни пријави и да ги подигнат сите документи што ги издава управата за јавни приходи. Група ученици од подрачното основно училиште Кочурацин од Катланово денеска беа во посета на општина Петровец. Целта на нивната посета беше одблизу да се запознаат со работата на градоначалникот и локалната самоуправа. Со цел непосредно да се запознаат со функционирањето на локалната самоуправа, група ученици од 4-то оделение од подрачното основно училиште Кочурацин од населеното место Катланово заедно со својот наставник беа во посета на општина Петровец. Целта на посетата беше учениците да се запознаат со функционирањето, составот и надлежностите на локалната самоуправа во општината. Градоначалникот Борче Митевски одговори на прашања за кои учениците пројавија интерес, а кои се однесуваа на активностите и работењето на градоначалникот, советот и службите кои функционираат во состав на општина Петровец, како и за проектите и активностите кои тие имаат желба да се реализираат во нивното населено место. Посетата е сврзана со нивните наставни часови, значи имаат предмет за познавање на локалната самоуправа. Значи како што дојда учениците од Катланово, така во изминатиот период дојда и учениците од основното училиште Кочурацин од Петровец. Во наредната недела очекувам да дојдат и учениците од сите други подрачни и основни училишта од општина Петровец. Минатата недела во посета на општина Петровец беа ученици од основното училиште Кочурацин од Петровец, а во текот на следната недела се очекува општината да ја посетат и деца од останатите основни и подрачни училишта кои се наоѓаат на територија на општина Петровец. Овие посети на ученици по општините во кои живеат и учат се дел од нивната наставна програма со цел подобро и одблиску да се запознаат со работата на локалната самоуправа. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски денеска им додели комплет нова спортска опрема на членовите на женскиот фудбалски клуб Единство Ѓорче Петров. Доделувањето на опремата е само дел од предвидените активности во рамките на своите можности кои општината ги планира за нормално функционирање на сите клубови кои екзистираат во Ѓорче Петров. Ивана Митковска.
Комплетно нова спортска опрема добија денеска членовите на женскиот фудбалски клуб Единство Ѓорче Петров од страна на градоначалникот на општината Сокол Митровски. Овој женски фудбалски клуб во кој тренираат девојки до